Генерално будење што беше, иако претходно имаше други протести и иницијативи, но сето тоа се сплоти со шарената револуција и да, 75% мислам дека шарената револуција заврши работа тука. Така, оние главни идеи стоите за истите дека ќе има праведно судство, дека ќе има праведна држава, демократија и така натаму. Пред малку чувме како ја испеавте, интониравте онаа фраза "Шутка не ти бега Никола", цитирам. Не му бега. Не му бега. Мислите ли дека ќе биде реализирана целосно правдата, па дури како што се надеваме дека ќе биде целосно реализирана правдата, бидејќи ако не секогаш можеме повторно да се вратиме на улица, бидејќи едно од генералните барања на шарената револуција е нивни они да бидат под истрага, бидејќи навистина треба да бидат под истрага зашто се забележува дека има некој криминал. Кај вас под истрага се неколку учесници во шарената револуција кои беа пред Народната канцеларија на председателот Иванов, така. Дали мислите дека ќе има правда и за нив, дали мислите дека ќе биде донесена правична одлука на крајот? Да, се надевам дека ќе има правична одлука на крајот донесена, но тие таму што беа граѓани, тогаш се уште не постоеше шарена револуција како шарена револуција, не беше она, да кажеме, оформена. Тоа беше едноставен протест и после тоа, бидејќи тој протест излезе од контрола, поради тој протест настана мировните протести на шарена револуција. И јас мислам дека да, тие луѓе ќе бидат изнесени пред правда.